Добар ви ден, почитувани гледачи! Ние со екипата на Вкусот на традицијата сме во општината Богданци, поточно во Здруженијето на пензионери при Богданци, затоа што ќе си снимаме емисии заедно, ќе ги откриеме нивните специјалитети, вкусни јадења, подзаборавени, некои обновени и така натаму. Затоа што Вкусот на традицијата ни е токму една платформа каде што можеме да си ги обновиме токму и тие рецепти, да дознаеме повеќе за вашата кујна. Денешна гостенка ни е господјата Фросина, членка на Здруженијето на пензионери во Богданци. Ти млада пензионерка. Така, имате сигурно многу активности околу самото здружение, така? Има. Имате, а? Каде си работела порано? Прво работех во Млад Богданци, здружението АД Млад Богданци, после малку во конфекции, пензионер. И сега пензионерските денови повторно активни. Да. Така. Ти денеска ќе ни направиш еден специјалитет кој што е карактеристичен за вашиот крај. Како се вика тој специјалитет? Полнети црни патлиџани со зеленчук и со мелено месо. Така. Да. Зошто го одбра токму овој специјалитет? Па зошто? Затоа што стар рецепт. Ете така. И затоа што во вашиот крај многу се произведува зеленчук. Имаме зеленчук и модриот патлиџан, посебно модриот патлиџан вирее токму во овој крај, така? И затоа претежно храната се базира и специјалитетите на многу зеленчук. Значи имате чушки, френки, патлиџани, пипер, кроми, се вирее затоа што е таква блага климата. Топла клима. И овој специјалитет е редовно присутен во твоето семејство. Ајде да видиме што се е потребно да се направи една тава со полнети модри патлиџани. Да. Најпрво имаме 1 до 2 главици кромит. Ситно сечкани. Потоа имаме 200 грама мелено месо, 1 топка макдонос, 2 моркови и внатрешноста од црните патлиџани. Лукче, сушен зеленчук, црвен пипер, солце и салца. И салца, колку салца имаме? Отприлика 1 чаша. 1 чаша, така и малку биберче. Точно. И за сето ова да го направиме, потребно ни е масло по потреба и вода по потреба. Врела вода која што ќе врие на крај да се полеат патлиџаните. Ајде сега, Фросинче, кујната е твоја, а јас сум твој асистент. Да почнеме. Ајде. Ставаме зејтин околу 150 грама. Добро. Кромичето. Така. Значи го ставаме да се пржи. Така. Кромидо треба да омекне, да добие стаклест изглед, да промени бојата и понатаму ги додаваме останатите потребни состојки, зеленчуци. Така. И средиштето секако од модрите патлиџани, ситно насечкани. Така. А треба да кажеме, те молам, како ги обработуваш пред да почнеш со приготвување на овој специјалитет? Се обарва во солена, топла вода. Значи ги сечеме на половина. Ги лупиме дршките од страната, не ги лупиме модрите патлиџани, од внатре ги длабиме и колку време треба да вријат во солена вода? Па 1-2 до 3 минути. 2 до 3 минути и ги вадим и да се горчливи. Да, и од солената вода горчината излегува. Ете, така да им објасниме, Фросина, на младите домакинки, нели? И средиштето не се врие, така? Не. Само ситно сечка. Тоа се пржи после тоа. Така. Добро. Следно што ќе ставиш кај кромидот, што е? Месото. Следно е месо. А морковчето на крај го додаваш? На крај, да. Малку се запржува и
Морковчета, После да. се пече. Да. Добро. Фактички ти го справиш сега зајрето. Зајрето, точно. Зајрето, нели? Така. А не ставаш ориз? Не. 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 Од ова му доаѓа нели слично како да полниме пиперки, тиквички, така нешто. Во старо време месо не ставеле кој имало пост. Аха, да, само со зеленчук, морков, магдонос, да. Така. Сега може и месото. Сега го ставаме месото. Месото е свинско и телешко мешано? Мешано, така. Добро. И месото да се пропржи. Еве јас ќе ти ги подавам солта, зачините. Добро, да. И црвен пипер, нели ќе ставиш Да, на да, крај? малку. И лукче. Еве ти се поблиску тука да ти е. Морковчето, ако Морковчето, повели. Се што треба ќе ти подавам од тука. Кажи. Добро. И тоа малку да се запрши 2-3 минути. И продолжуваме што ќе биде следно што ќе доставиш. Следното црните патлиџани, модри. Така. Еве ти го тука да ти е на рака. Значи средиштето од модриот патлиџан. Така. Лепче спремивте ли? А? Месено домашно. Не, мацкаме, ова така ми изгледа. Ај сега морковче, ова. Магдоносот. Значи една китка магдонос. Знаеме колку е здрав и колку е присутен во сите македонски специјалитети. Лупчето. Сега што додаваме? Сега наред е малку Зачин. Сух зачин. Малку. 1 до 2 Да го лажички. засили вкусот на зеленчукот. А и ние нема нешто што правиме да не си ставиме зачин. Точно. Така. Црн пепер. Црно пиперче. Како викат, забибери го бе Фросинче, забибери го. Малку солца Браво. Супер. и црвено пиперче. Црвено пиперче. Знаете ли како убаво мириса? Леле колку убаво И мириса. салцата дај ми ја. И салцата тука ќе ја Да, ставиш. да. Ја мислев од узгора дека ќе ја најдеш. Пола тука, пола од узгора. Аха. Значи пола чаша во зајрето, а пола чаша од озгора. Така, Супер. Па кома е готово, нели? готово. Значи, се си имало свое кога зеленчукот ти е природен, од бавчичка, се си мириса поинаку и повкусно е. Точно. Добро, сега веќе ќе направиме замената, само ќе ставиме водата тука да врие. Добро. Така, за да си го земеме плехчето. Еве, стави го тука. Стави го тука и продолжуваме. Си имаш и лажичка. Еве ти ги модрите патлиџани, значи го земаш. Ајде, раскажувај ни што правиш сега. Епа сега ќе ги наполниме модрите патлиџани. Како чамчиња се овие. Како чамчиња. Да. И ги редиме Во тепсијата. Така. Вака до крај ќе ставиме за да има место за сите.
Па еве можам и јас да полнам, Фросина? Може, ако сакаш, Нели? можеш, да. Да. Да не речеш ни дојде гостинкава, ништо не фати. Не. Тама е работа. Се шегувам. А и јас и сакам со вас кога си работам. Така. Ајде ти стави го тоа. Водата, додека ги полните модрите патлиџани, нека ви биде готово завриена. Земи си го ти овој. А тоа зајре што ќе остане, што преш со него? То истото во тепсијата. А Околу модете од Од страната, около. така. Добро. Еве и ова ти е готова. Чекај малку вака ќе направиме место. Ај, таман, море. Израчунато е. Море, шубави дојдоа. Лични. Може ли вака јас да ти го Ајде. придржам вака? Од ова страна. Па можам и јас да ставам, а? Можеш, јас. Да ти помогнам. Со водичката. Тука, значи, измеѓу, така? Измеѓу. Леле, како убаво мирис. И да го доведам јас ова. Чекај. Уште малку тука да ставам. Не. По една лажичка од тоа. Леле, што? Како ќе се изнајадеме од оваа убавина. Ја треба уште тука малку да ставам. Чекај. Ете, така. Супер. Чекај, ништо да не оди фира. Така и вие викате? Така. Леле, убавина. Драги гледачи, верувам дека многу ве предизвикавме и вас да го направите овој специјалитет. Еве, нека ви биде предлог за денешниот ручек од вкусот на традицијата. Сега го попаруваме со врела вода или измеѓу ставаш или? Измеѓу. Само измеѓу? Да. Ете, и тоа е мастрав, тоа треба да се знае. Значи, не ставаме од озгора, колку да не се залепи доле зеленчукот, нели? Да можат и црните патлиџани да бидат сварени. Добро, ме тие си се секако сварени. Ги печеме на колку степени во рерна загрејана? Зависи од шпорето, од 200 до 250. 200 до 250, Да. кога ќе почне крчка, колку време? Па што знам колку време, едно 5 до 10 минути. 5 до 10 минути, така да водичката да подиспари, Да, така? да. И потоа седнуваме на маса заедно со пријателките од Сдруженијето на пензионери и ќе си правиме муабет и ќе си јадеме. Ти благодарам многу, Фросинче, Нема за на овој убав што. специјалитет Нема што на ни го подари на вкусот на традицијата. Ала и на вас. Ете така, драги мои, полнетите модри патлиџани се испекоа. Ние си се собравме со членките на активот на жени пензионерки и секој понешто што се вели донесе од дома, за да се дружиме, да си пробуваме, да си размениме рецепти, па дури и се разбира кога имате добро друштво на крај да си запеете. Сега јас ќе го пробам патлиџанот. Ајде да видам, Фросе, како ти ова го направи. Па после ќе си поделиме и за другите пријателки. Значи, ни донесоа и равање, и ролачиња, и гураби. Алва. Значи, нема шкрофнички, нема што, нема куглов имаме, па имаме и целувки. Леле, колку е убава. Колку е вкусно, сега ќе ви дадеме. И на вас уживаме и со председателката, со господја Марија, на активот на жени пензионерки. Ајде, ти на сите ќе поделиш, повели Марија и за тебе. И, драги мои пријателки,
Како ви се допаѓа? Ептен убаво, така? Фросе, пак им правиш, а? Ќе правиме. Ќе правиш. Само живи и здрави. Многу вкусно, лала. Ај мене тоа червишчето стајме. Ете така, супер, одлично. Драги мои, направете го и вие овој специјалитет, верувам дека многу ќе ви се допадне. Таков има убав вкус на свежо, на Макдонос, на зеленчуци. Значи, се е прекрасно. И председателка една песничка за на крај да си кажеме. Обавезно за ова убаво јадење. Така, ајде една песничка. Ајде. Една шерген вехија, Сакав мома најлична, моја не стана, не ме засака, од корен ме откорна. Пијана бев, ке се отрезне, болен да бев, јас ке оздравев. ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Браво, председателке, браво, браво за сите вас. На здравје, На на здравје. здравје, на здравје.